Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевич, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва се втурнуваме во една сосема поинаква тема, јас би рекол тема за сладокусци, а се однесува на економските пазари, на улогата на криптовалутите, биткоинот кој што незапирливо расте, влијанието на изборите во САД врз економиите во светот и така натаму. Вела емисија која што по многу нешта би требало да биде уникатна и е за оние кои што навистина сакаат да знаат нешто повеќе околу прашањата како одат парите низ светот, како флуктуираат, како се вртат наоколу за да завршат повторно во нечии џепови, нели, бидејќи секогаш завршуваат во нечии џепови. Мојот вечерашен гостин е експерт токму на овие теми и затоа го повикав да ни објасни колку што може подобро на нас обичните смртници, што да правиме со парите кои што нели ни течат од џебовите и се прашуваме каде да ги инвестираме. Значи, мој гостин е Бојан Цветановски, член на извршниот одбор на финансиски пазари на Македонија. АЦИ. АЦИ Македонија, да. Бојан, можете ли започнете да ми кажете со што всушност се занимавате вие во АЦИ Македонија? Добро вечер, Драган. Да. Благодарам на поканата. АЦИ Македонија е Здружение на финансиски пазари. Вака да почнам со официјалниот наслов. И постои веќе 30 на години. Конкретно во него членуваат сите девизни трговци од сите банки во државата. Значи сите вработени кои што се занимаваат со тематиката на тргување со валути и тргување со харти од вредност, односно со харти со фиксен принос, односно врзници, да бидам по-прецизен или поточен. Да. Целта на здруженијето е едукација и размена на знаење. Значи професијата девизен трговец е многу специфична по тоа што значи цело време имаме оптек на информации, значи треба да биде човек цело време активен на валутните пазари. 24 часа на ден практично. Така е, да ги следи меѓународните настани, бидејќи нели тука се работи за меѓународно тргување, пред се евро, долар, долар, франак, фунта, долар и така натаму. Значи на движењето на овие парови на меѓународните валутни берзи влијаат настаните економски и политички секако. Значи треба да се следат централните банки, нивните најави, најавените потези, очекувањата. Сето тоа е, значи идејата е овие знања да се разменуваат преку ова здружение, преку АЦИ Македонија. Каде што вие бевте и председател едно време, не? Да, бев 6 години председател, значи тоа е максималниот мандат. Го водев здруженијето. И само нели да кажам тука, освен да кажеме таа што е размена на информации тековни, целта и проширување на знање за финансиските инструменти, бидејќи нели освен основните инструменти за тргување како што се спот или промпт, имаме и финансиски деривативи, значи термински трансакции, кои што се еден вид на трансакции кои што се покомпликувани, како што се форварди, опции, фьючерси, значи тоа се покомпликувани инструменти, за кои што треба да кажеме одредена доедукација и одредени проширени знаења кои што може да се стегнат преку нашето здружение. Ова е повеќе од јасно за тие што се дел од тематиката, би рекол, за оние кои што се занимаваат со оваа работа, меѓутоа оваа емисија ќе се обиде колку што може постојни гледачи сето тоа да ви го прикаже во наједноставни црти, колку што е возможно да се разбира, бидејќи и терминологијата во таа приказна е прилично тешка, а ние ќе се обидеме да ја разјасниме на едноставен начин. Ајде да почнеме од тоа што е најактуелно. Доналд Трамп е председател на Америка, веќе тоа е известно, се разбира убедливо победи на изборите, ја растури Камала Харис што се вели, и тоа во многу нешто влијае природно на ситуацијата на финансиските пазари секаде во светот. Америка и натаму е број 1, кога е во прашање не само воена моќ, туку и финансиска и економска моќ, и покрај тоа што е презадолжена, нели 30 и колку трилиони беа задолжени, но тоа е веќе друга приказна. Факт е дека тамо каде што се решава практично за судбината на економиите во светот, во Вашингтон имаме нов човек, нов човек, тој беше веќе председател пред неколку години, и тоа секако ќе влијае на односот на САД кон
останатите делови од светот и во економска смисла, а не само во воена и политичка, што нели е посебна тема сама за себе. Па можеме ли од тоа да почнеме? Како ќе влијае на ова промена на власта во САД на економските политики на Америка? Видете, победата на Трамп, значи и новините кои што ги носи во економската политика, според тоа тој што го кажуваше во кампањата, ќе носи е на одреден начин специфична, мислам, ќе донесе специфични новости во политиката на САД, во економската политика, во надворешната економска политика. Значи, за ова да го објаснам, морам да кажам дека економската политика на САД во изминатите 20 на години имаше одреден континуитет на глобализација. Да. Што значи тоа? Дека САД инвестира во држави каде што имаше поевтина работна сила, значи отвораше компании. А потоа исто тоа го направи и другите земји од Европската унија, на пример. Така е, така е. Со тоа што тие, значи, производи кои што таму произлегува беа конкурентни, економско конкурентни со поволни цени и беа конкурентни да се продаваат низ целиот свет. Значи тука имаше низа на земји каде што САД инвестираше, меѓутоа нели највеќе соработката со Кина се истакне и на некој начин они направи одредена поврзување со Кина, со тоа што САД инвестира отвора своји компании во Кина, истите компании производите ги пласира во САД, и фактички со доларите кои што беа плаќани тие стоки, компаниите кои што беа лоцирани во Кина, доларите ги разменуваа за кинески јуани кај Народната банка на Кина, доларите одеа во кинеските во резервите на Централната банка на Кина, а Централната банка на Кина го купуваше американскиот долг или американски трежерис. Значи ова сега ќе сакам да се објасни малце поконкретно, бидејќи многумина не го разбираат општото мнение е дека и така и велат, нели, лаички кажано, Америка го поседува американскиот долг. Обично тоа е една приказна која што вака се шири по рајата што се вели, Америка го поседува американскиот долг, односно, не знам, и оние што навиваат условно кажано за ориенталниот дел од геополитиката, велат Америка може да биде урната кога сака од Кина, само ако го продаде тој американски долг. Колку е варијално е? Па видете сега, значи тоа е тој механизам на глобализација. Значи Америка ги финансираше компаниите извезува во Америка, а кинеската држава и купуваше американскиот долг. Накратко кажано. И сега во нивните резерви имаме 3,3 трилиони американски долари во кинеските пари, да. Во кинеските девизни резерви. Од кои што речиси 1 трилион се пласирани во американски трежерис, односно трилион е 1000 милиарди, така му доаѓа. Така е, да. Се пласирани во, значи, американскиот долг, 1 трилион од сите резерви на Кина, од девизни резерви се пласирани во американскиот долг. Која е логиката на тоа? Не ми е јасно тоа. Може да говорите зошто? Видете, тој механизам функционира со години и да кажам тој е механизам на поврзани садови. Значи, сега со тек на време, значи овие компании кои што Америка во кои што инвестираше, односно таа отвораше компании, тоа беа американски компании. Значи, знаеме сите брендови речиси американски се изработуваат во Кина. Меѓутоа со тек на време Па има ли нешто во светот што не се изработува во Кина, сега ако сме реални? Made in Кина пишува на речиси се што ние користиме. Така. Меѓутоа со тек на време кинеската држава почна да развива автономни компании кои што стануваат конкуренти на американските. Да. Добро. И сега Трамп тоа го кажа во претходниот мандат. Тој смета дека како поминува времето, дека сега кинеските производи ги загрозуваат американските. И знаеме дека Трамп во неговиот мандат, кој што беше од 2017 до 2021, значи тоа беше првиот мандат, така се води, тој го имаше првиот спор со Huawei го отвори. Значи тогаш он сметаше дека телекомуникациите, фактички таа индустрија на телекомуникации, дека Huawei е сериозен конкурент веќе на Apple и на американскиот монопол, условно кажано. Американскиот монопол. И тука, да кажеме, Трамп тој спор што го отвори со Кина, мислам дека и го доби на некој начин. Значи успеа Huawei на некој начин да го успори во неговиот развој. Сега иако беше непринципиелно, ако што јас разбирам. Значи со сите тие царини, со блокади, меѓутоа на крајот на криштата во тие меѓународни односи нема пријателство или нешто, се работи за мојот интерес против твојот интерес, па кој ќе победи?
Да, видете, да, би се сложил тука со вас. Меѓутоа сега да кажем, сега тоа што е актуелно, сега да се вратиме нели и во сегашноста, сега се актуелни кинеските автомобили. Значи нели тие веќе електричните автомобили, па да кажем и они што се на комбиниран погон, хибриди, веќе со нивната цена, конкурентност, ние веќе имаме кинески автономни компании кои што продаваат кинески автомобили во светот по многу конкурентни цени. Тоа е веќе видливо и во Македонија, дури во Македонија, да. Значи нели и дури Европа, нели еврозоната има. Интересно е. Порано се извинувам вака што и вметувам во разговорот, мислам во вашето излагање, затоа што ми е интересно. Порано се сметаше нели кинеска роба тоа е нешто трета класа. Сега веќе не е така, кинезите нудат на пазарот, на било кој пазар, квалитетен производ. Да, сега нели конкретно за кинеските автомобили можеби и рано да зборуваме бидејќи треба нели некој време да помине за квалитетот, да ги извозиме, така. Да. Меѓутоа факт е дека тие се присутни во голем број на брендови, значи не е тоа само еден бренд, туку повеќе брендови имаат, конкурентни се и со цените и со тие да кажеме опции што ги нудат како можности самите автомобили. И тие веќе нели еврозоната има одредени проблеми со нивната конкурентност, бидејќи ги загрозува и европските компании. Па го видовме примерот на Volkswagen, например. Volkswagen, неверојатно таа фирма која што е една од најаките во светот, после 90 години е во минус. Отпушта работници, затвара фабрики, нешто што е вау. И Volkswagen и Stellantis. Значи Stellantis е групација која што Fiat и Chrysler и Peugeot заедно ја формираа, нели, за со цел на намалување на трошоци и поконкурентен настап на пазарите. И дури и такви групации не можат да се носат, зборуваме за екстремно силни групации, не може да се носат со кинези. Тоа е многу важно. Да. Имаат и тие проблеми. Гледате, објавија податок дека сакаат да затворат фабрики во Италија, да отворат во Мароко, што во Италија, да кажам, создава сега некој, да кажам, револт. Тоа е се со цел нели кратење на тие трошоци за да можат да бидат поконкурентни на пазарите. Ајде да се вратиме на САД. Токму тоа го направија со глобализацијата, вие како што велите САД, потоа се придружија и европските земји, отвараат фабрики во странство. Па и не само во Кина, во Индонезија отвара, во Виетнам, не знам каде, обично во тој дел од светот кај што има многу работна сила, ефтина генерално. Меѓутоа токму тоа ги остава без работа американците како граѓани, зборувам за американските граѓани, губат работни места. Тамо каде што се плаќа поевтино, се разбира, на компаниите им се исплати, меѓутоа доаѓа во момент кога Кина почнува да ги претркува со своите производи и сега се наоѓаат во една, би рекол, не баш завидна позиција и токму во тој момент настапува на сцена повторно Трамп кој што е непомирлив кога е во прашање политиката кон Кина. Тој веднаш најави дека сега ова е малку за поедноставување за гледачите наши, како да сака да излезе од приказната со Европа, во смисол премногу да не се занимава со европските проблеми, дури и војната во Украина се обидува да ја префрли на европските земји, финансирањето, оружјето и така натаму, за да може да се фокусира директно на Кина, која што тој отворено без задршка ја смета за главен ривал на САД. Да, видете, точно дека САД инвестираше во повеќе земји. На овој начин, значи, оваа глобализација спроведе во повеќе држави, нели, па и во Мексико, особено во Азија, па и во Мексико, да кажеме, како нели дел во Порто Рико, како тука дел, нели, во Централна Америка, апсолутно, да, и сега. Меѓутоа, Кина е најекватантен пример каде што таа спрега на кружен тек на финансиите и на стоките профункционира. Значи, како еден вид на поврзани садови. За тоа што, значи, ние мораме тука да дадеме акцент на тоа дека курсот помеѓу кинескиот јуан и американскиот долар е фиксиран. Добро. Значи, тука мораме да обрнеме внимание на тој елемент во целиот тој кружен тек, односно курсот на кинескиот јуан е се уште контролиран од Народната банка на Кина. Значи, има пуштен одреден опсек каде што може да се движи тој во однос на американскиот долар, но тоа е многу мал процент. И што значи тоа во пракса? Во пракса значи дека де факто кинеската економија комуницира со остатокот од светот се уште преку американскиот долар. Сега ова повлекува други прашања, ајде продолжите. Тоа значи дека сега компаниите кои што купуваат кинеска стока, значи од странство, странските компании кои што купуваат кинеска стока, со американски долари плаќаат на кинеските фирми, на кинеските компании, приливот во долари, тие го продаваат, значи кинеските компании својот прилив во долари го продаваат на Централната банка, Народната банка на Кина. И таа за тоа им дава јуани. Одреден фиксен курс. Значи кинескиот јуан како платежно средство, тоа не
не се движи слободно на финансиските пазари. Затоа и го нема по менувачници, условно Нема кажано. поменувачници, да, го нема поменувачници и оние што се процеси, односно процедури за финансиско тргување на финансиските пазари, тие не даваат можност кинескиот јуан да се купи во било кое време, значи во 24/5 да кажеме како што работат финансиските пазари, не може да се купи во било кое време по одреден, дури ниту по одреден фиксен курс. Значи да не зборуваме дека тој не флуктуира, не се движи слободно на финансиските пазари, меѓутоа не е ни достапен. Значи се уште да кажам, контролира државата сега, нема така тука е. што, тоа е држава која што така функционира, не е така е, и тоа е годишен промет исто од 3 трилиони американски долари, значи извоз, кинескиот извоз се уште оди преку американскиот долар. Добро. Сега што е тука битно во таа, да кажеме, во тој сооднос? Во тој сооднос е битен дека кинескиот јуан е се уште потценет, а американскиот долар е надценет во однос на компарацијата на двете економии. Добро, ова ми е сега многу важно, бидејќи разговаравме пред почетокот на емисијата, еден парадокс условно кажано. Парадоксот е во тоа што Кина свесно ја држи својата валута потценета во однос на американскиот долар. Некој лаик би рекол, чека, па јас сакам мојата валута да биде таа што е повисоко, меѓутоа на Кина ја одговара да биде на пониско ниво. Зошто? Видите, на тој начин кинеските стоки се ефтини и достапни. Значи секаде во светот. Значи тоа прашање, да кажам, и претходно елаборирано дури од други американски администрации, Добре. значи кои што на неколку пати апелираа до Кина дека ќе треба кинескиот јуан да се пушти послободно, да барем во таа граница во која што тој се движи да се прошири. Значи повеќе пати апелираа и ова е на инсистирање на кинеската влада и односно на кинеската, тоа е фактички дел од нивната економска политика, бидејќи на тој начин тие се конкурентни секаде во светот, нивните стоки да се продаваат по пониски цени. Ако да кажеме евентуално претпоставиме, ако нели направиме една претпоставка дека во одреден временски период или во одреден X ден дојде до ослободување на кинескиот јуан, да тој слободно да може да флуктуира на финансиските Добро, пазари, и тој ќе порасне, условно ќе порасне минимум 40%. Значи тоа така се проценките. Добро. Значи кинескиот јуан ќе порасне 40%, американскиот долар најверојатно да кажеме таа корелација на Ќе падне. Да, ќе падне, можеби не соодветно 40%, Но секако можеби ќе падне, други добро. валути, меѓутоа ќе падне, да. Ќе И падне. тоа ќе предизвика? Тогаш кинеските стоки Стоки ќе нема станат да бидат скапи. конкурентни. Ќе станат скапи, да, во светот. Интересно како функционира. Тогаш практично нели ако веќе ја гледаме таа релација Кина-САД, тогаш американските стоки како извоз ќе поевтинат. Ќе поевтини, Да, да. да. И ќе станат поконкурентни. Да. Овака делува многу компликувано, всушност и не е, само здрава логика ако човек вклучи. Меѓутоа Трамп сега, ако не се лажам, најавува нешто што го правеа и демократите, меѓутоа ми се чини во поблага форма, многу по радикален пристап во однос на Кина. Тој веќе се под санкции добар дел од кинеските компании, меѓутоа тој најавува и нови санкции, па најавува и оние царини страшни, тој дури на Европа и најави некакви сериозни царини по 100, по 200%. Што со тоа? Кина секако ќе мора да одговори на ова. Видете, за царините Трамп зборуваше уште пред тоа и јас мислам дека тоа ќе го направи тој, значи ќе ги воведе. Значи некаде не на сите кинески производи, значи он има листа на кинески производи, тоа негде 60 и нешто проценти, 65% од кинеските производи. Па добро, ама тоа ако ќе го збориме е страшно многу. Да. 60% од кинеските производи тоа е многу во светски рамки, да, тоа не е. И тој најави царини и до 20%, значи од 3% сега како што е 3,5% како што се царинат, значи до 20% како изголеми царини. За да ги направи неконкурентни на американските пазари, отприлика. Да. Идејата на Трамп е одново да го врати индустријското производство во САД. Тоа Добро. е идејата, значи нели да направи Америка Но колку одново е силна. тоа, колку е тоа возможно кога имаш стотици илјадници компании кои што се раширени по светот и функционираат по тие услови. Сега логиката вели во Мароко, еве не мора во Кина, напамет сега зборам во Виетнам, него претпоставувам дека работникот му го чини, не знам, $500 месечно, а во САД би го чинеле $3,000, $4,000. Да. И тој компанијата како таква нема интерес тоа да го направи. И зашто би ја натерал Трамп да се врати компанијата во САД? Видете, на краток рок тоа е тешко да се изведе. Тоа ќе биде процес кој што ќе трае подолго, нели? Подолго време, Секако да. доколку биде успешен. Со отпор, со нервози, добро. Да, ќе има тоа, ова да кажам со зголемувањето на царините, тоа е само прв чекор. Прв чекор, добро. Прв чекор.
Понатаму, сигурно, јас мислам дека Трамп ќе мора да воведе субвенции за компаниите кои што, нели, своето производство ќе го стационираат во САД, во Америка. Мислам дека тој ќе мора да ги помогне компаниите, да ги поттикне. Такви, да кажеме, имавме ние такво Што ќе им дава бенефиции, ќе им дава такво нешто имавме и кај демократите, значи они кај на индустријата на полупроводници и посветуваа многу внимание. Значи таму исто и во овој мандат на Бајден имаше субвенции за производство, на полупроводници. Значи да тие фирми што произведуваат полупроводници во САД имаше субвенции во вид на парични средства на ослободување од даници и тоа беа суми од 30 на 40 на милиарди долари, значи за тој сегмент. Така да сега тоа не е непознато, мислам дека тоа Трамп ќе го прошири тоа, да кажеме, ќе го прошири оваа листа на субвенционирани дејности. И мислам дека ќе даде акценти, мислам дека американскиот долар кој што сега е во пораст, мислам дека ќе продолжи така, Американскиот долар е во пораст веќе некое време, не е ова од вчера. Да. Ќе го објаснам и тоа, значи тоа е, он има еден континуитет од претходниот демократите, значи бидејќи за време на изминатиот мандат на Бајден, американската економија имаше покажани изворени перформанси. Па можеби најдобри во овој век, значи од 2000 година. Да. Навистина. И ова една голема забуна има во јавноста дека во времето на Бајден економијата на САД баш и не е нешто. Тие податоци што беа достапни, значи како тие ја помина и кризата, пандемијата, како излегува од пандемија, тие податоци што ги официјални, што ги даваше американската економија беа изворени. Значи стапката на невработеност во еден момент беше 3,5% во САД. Тоа е практично до нивото од кај што не може подоле. Оние 3% се тие што не работат. Тоа е подприродната стапка на невработеност. Природната стапка на невработеност на САД е 4,4%. Значи тоа е онаа природна стапка на доброволна невработеност. Тие што не ќе да работат, буквално, или што се болни, не знам, да. Значи таа беше спуштена на 3,5%, сега моментално е 4,1%. А брутто домашниот производ им растеше со помеѓу 2,5% и 3,5%, што тоа што некои квартали имаше и 4% кај што беше порастот на брутто домашниот производ. Каматните стапки, значи со инфлацијата добро се изборија. Значи инфлацијата растеше исто, во САД беше достигна во даден момент и 9%, меѓутоа сега е 2,4%. Значи ја спушти инфлацијата. Добро, сега овде ќе влегувате премногу во експертиза која што може да ги збуни гледачите. Американскиот долар според вас ќе продолжи да расте? Да. Меѓутоа, од друга страна, па вие велите дека треба со кинескиот юан да се нивелира, ако така смеам да кажам, па тие две работи не идат некако заедно. Така, да. На краток рок. На среден рок тоа е, да кажам, онаа прва фаза. Прва фаза на прилагодување на економијата на САД ќе мора да помине со јак долар, со силен долар. Добро. Оваа фаза што зборуваме ние фактички на одврзување на тоа, на клопчето американски долар, кинески јуан, тоа би била некоја евентуална втора фаза. После X години, добро? Па која што можеби, да кажам, можеби не е тоа толку далеко, меѓутоа тоа би била и компликувана фаза. Значи, затоа што пред се тука кинеската страна се заложува тој фиксинг на некој начин да се одржи. Да си остане, да. И тука веќе судирот е неминовен. Тоа не е американски став, тоа е кинески став. Да. Така да тоа би била доста компликувана фаза. Со тоа што, значи ова што зборуваме сега што би било, да кажеме во овие следни година или две, американскиот долар треба да задржи својата јачина. Мислам, тоа веројатно ќе настојува Трамп, бидејќи на САД ќе им даде, значи, приод до сите светски суровини и неопходни стоки за производството по поевтини цени. Значи, со $1 ќе може да купат повеќе суровини. Добро. Сега ова вака звучи во ред, меѓутоа сега јас имам тука неколку прашања што ми доаѓаат нормално и природно. БРИКС како организација отворено се обидува да ги промени правилата на игра, условно кажано, значи инсистира на така наречена дедоларизација, иако Путин имаше неодамна некој објаснување дека не им е нив дадено до дедоларизација, меѓутоа факт е дека меѓу себе разменуваат добра во сопствените валути, рубља за јуан, не знам Индија каква има валута, Бразил и така натаму, се обидуваат меѓу себе да функционираат, па и земите кои што допрва влегуваат во БРИКС или се блиски со нив, исклучиво да тргуваат на берзите без
присуство на американскиот долар, при тоа да не забораваме дека земите од Блискиот исток кои што се најбогати со нафта и кои што се врзани за доларот веќе со децении и децении наназад, полека се откажуваат од таа приказна. Една Саудитска Арабија која што е нели потполно верувавме дека е под контрола на САД кога се во прашање трговските трансакции, излезе со понуди дека ќе може да се продава нафтата во валути кои што вие ќе ви одговарате. Значи без доларот да биде нужен, како се вика, поврзник. И сега? Да. Видите, точно е тоа, нели, веќе известно и подолго време, значи постојат такви, да кажем, намери за дедоларизација во светот. И точно е дека, да кажеме, нели, Русија и Кина имаат своји системи на порамнување, на директно порамнување на трансакциите. Меѓутоа, сепак, јас најте како мислам дека клучно за овој однос за вредноста на американскиот долар и фактички за одржување на неговиот трон, за неговата како светска како валута, светска резервна валута, број 1, да, е овој однос со Кина. Значи ова што го објаснив претходно. Значи сега се уште целиот извоз на Кина оди преку американскиот долар. Така да тој не може, мислам сега, нели, имаме исклучоци, сигурно имаме нели некои варијанти на нели тргување Кина со Русија. Но доминантното е преку доларот. Доминантно тргувањето е практично главното прашање е што ќе се случи во одредена точка кога кинескиот јуан ќе треба да пристапи слободно на финансиските пазари. Значи тука е клучот. Тука ќе има разместување на односите не само во однос на американскиот долар, туку во однос и на другите валути. Во однос на другите валути. Така да од една страна нели БРИКС ги има тие, да кажам, намери, аспирации. Добро, си имаат нормално, имаат своја геополитичка тежина и си се обидуваат да се наметнат, не е спорно. Меѓутоа дел од БРИКС е и Кина, значи важен дел. А Кина мислам дека се уште ако сме реални, Кина е најважниот дел на БРИКС. Најважниот дел на БРИКС. Меѓутоа мислам дека они не можат сосема да раскинат, да се одвојат од Америка, значи тие врски да ги. Сака да кажеш дека се премногу поврзани, како оние не само сврзани со како црева се изврзани со американците, и тоа е многу компликувано. Не е доволна само политичка волја. Овде ќе има и економска логика која што самата по себе инсистира на одредени текови од кои што не можете вие да речете од сега па натаму не иде веќе вака, ќе се смениме. Да. Видете, нели како што кажав и претходно, значи Кина има 1 трилион од американскиот долг во незините девизни резерви. 1000 милиарди. Да, значи на нејзе не ја одговара сега доларот да доживее некоја депресијација рапидна. Да, затоа што ќе изгубат. Ќе изгубат. Тоа што е во нивните резерви ќе падне. Ќе падне, да. Значи автоматски ќе дојде до речеме до значајно намалување, ако дојде до некоја депресијација на американскиот долар. Ова мене ми е навистина вау. За што разговараме всушност ние овдека, но добро. А што е со Европа во целата приказна? Еврозоната е приказна за себе. Еврото, никогаш не сватив зошто еврото треба да биде посилно од доларот или не треба да биде. Постојано нешто се зборува на таа тема и сега монетарната политика на САД кон еврозоната како ќе гледате во иднина? Не разбираме. САД и ЕУ се први сојузници. Барем на хартија. Па не и на хартија, реално, воено и политички и секако. Се плашат од Трамп, тоа е вистина. Вознемирени се во цела Европска унија што сега со овој човек, затоа што он е поинаков. Меѓутоа, повторно економската соработка е на едно исклучително високо ниво. И сега што, кога еден човек вели, не може веќе вака, ние ќе воведеме нови правила на игра. Видите, според моје мислење, интересите на Америка и на Европа се конвергентни, значи не се дивергентни. Без разлика на тоа што нели сега Трамп најави таму одредени царини, да кажеме и така бариери трговски. Сепак сака да кажеш дека интересите им се взаемни и одат во еден правец, чисто како превод, да. Тоа е моје мислење. Сега Европа, да кажеме, Европа има одредени проблеми кои што се од друго потекло, значи излезот од пандемијата, економски во Европа не одеше баш Добро, така е, тоа го знаеме сите. Да. И финансирањето на војната во Украина посебен проблем. Дојде потоа инфлацијата и мораше Европската централна банка да ги крене каматните стапки, додека економијата се уште не беше доволно опоравена од пандемијата. Значи ние имавме стапки на раст во Европа меѓу 0 и 2%, а Европската централна банка мораше да ги крене каматните стапки за да ја заузда инфлацијата, која што дојде од неколку причини. Еден дел беше, да кажам, оној ценовен шок кај цените на енергенсите. Меѓутоа има и, да кажам, одредени причини од минатото од
да кажеме, онаа експанзивна политика на Европската централна банка која што беше претходно. Политика на ниски каматни стапки, на негативни каматни стапки, сето тоа инјектираше одредена ликвидност во финансискиот систем на еврозоната, која што по пандемијата влезе, да кажеме, силно во оптек во каналите на финансиските институции и кој што беше уште една причина за појава на инфлацијата. Значи, Што кажавте ова, морам да признам, ништо не ве разбрав. Ова е за тие што тотално го разбираат тоа. Меѓутоа, поинтата ми е, еве поправете ме. Европа се нафати да финансира Украина, голема земја на која што и требаат огромен број на приливи за да може воопшто да функционира, да дава плати, да дава пензии. На сето тоа огромна количина на оружје кое што треба исто така да се финансира. На сето тоа имавме пандемија претходно која што предизвика шокови и така натаму и така натаму. И сега заедно со овие други политики кои што од претходно се воделе, сега се обидам да ве преведам, кои што тогаш се чинеле како исправни. Сето тоа заедно може би и особено влијанието на откажувањето на Европа од ефтини енергенци од Русија. Значи, Европа, сега како сакаме да го сватиме тоа, од политички причини се откажа да купува ефтин газ и ефтина нафта од Русија. И ја купува пак преку Индија, не знам таму. И сето тоа природно предизвикува проблеми на европскиот пазар. Сега прв партнер во добавување на течниот газ е Америка на САД, и сега неодамна Урсула фон дер Лајен рече ќе купиме уште повеќе. Добро? Да, значи мора да прекинат соработката со Русија на тоа поле. Но американскиот течен газ е поскап. Така. Потешко се добива и така натаму и така натаму. Да. И сега? Сега еве ова е важно за нас, затоа што ние сме сепак тука. Видете, јас мислам дека има доза на оптимизам, има доза значи на дека има подобри години, нели, пред нас кои што ќе има опоравување на таа економска активност. Пред се, значи треба да сочекаме да видиме тоа што го вети Трамп за смирување на судирот во Украина. Значи тоа во Европа ќе врати, да кажеме, довербата во економската активност, ќе внесе економски оптимизам. Но тоа е веќе политичко прашање кое што не мора да значи дека ќе се реши баш како што најавуваше Трамп. Да. Може да случи сега, може да случи за 3 години. Да. Сега другите причини кои што се, да кажеме, другите причини за економската активност во Европа кои што, да кажеме, во изминатите 2-3 години не може економската активност да постигне раст од над 1%, се деумно причини кои што излегуваат, можеби кои што се 10 години наназад актуелни, а тоа е падот на економската конкурентност, на конкурентноста на производството на Европа во однос на САД и во однос на Кина. Значи, да кажеме сега тие како три главни блока, значи најсилни блокови според брзо домашниот производ, Европа со текот на годините има пад на продуктивноста. Значи тука сега ако правиме по сегменти споредба, САД имаат некој просечен пораст на продуктивноста од 2,17% годишно. Добро, тоа е многу или малку? Па тоа е, да, прилично мислам да кажам за еден континуитет. Затоа што во последните години има дури пораст на продуктивноста од 2,50. Добро, кај Кина претпоставам тоа е уште повеќе. Да. А во Европа продуктивноста опаѓа. Значи тоа е, да кажеме, еден од сегментите. Причините се повеќе. Европа прима емигранти во огромен број токму затоа што им недостасува работна сила. И милиони луѓе им влегуваат. Од производствените технологии до ресурсите, до алокацијата на ресурсите и актуелноста на ресурсите кои што се потребни во новите производства, до технологиите на производства. Односно, еве, како да кажам, поедноставам ова. Знаете, земји со највисок стандард, кои што има најмала инфлација, се тие земји кои што имаат голем извоз. Значи, тоа оној период на инфлација што го помина. Германија, например. Так, голем дел од светското производство, како што кажаве сега во Кина, додека голем дел од потрошувачката е во Европа. Значи, тука имаме разлика во стандардот, значи Кина произведува, Европа троши, купува. И тоа така на долг рок не може да обстане со тоа што европскиот стандард да биде повисок од кинескиот. Бидејќи, видете се, ние ако почнеме, нели, ако дефиниција на парите се сепак само еден посредник во размената на материјалните добра. Најбогати се оние држави кои што имаат најголем извоз, значи кои што материјално највеќе чии што производство, односно GDP е најголем. И сега ние тука ако земе и поединечни примери во Европа, например Швајцарија како нето извозник имаше компаративно периодот на инфлација го помина со најниска инфлација во Европа.
Исто можеме да кажеме еве и за Јапонија. Сите тие исто и Кина, периодот на инфлација кој што беше во 2022 година, кој што започна, го поминаа со многу пониски стапки на инфлација од другите кои што се нето увозници. Значи Европа во таа трка помеѓу производството и потрошувачката губи, очигледно губи, добро. А еден вид на инструмент на порамнување, сега да кажам, економски инструмент, економска последица на порамнување на стандардите помеѓу државите е инфлацијата. Значи бидејќи инфлацијата е у суштина падна стандардот. Да. Добро, го гледаме тоа кај нас. Да. Значи, за жал. Значи инфлацијата која што се појави во еврозоната беше резултат на усогласување на еден од чекорите на усогласување на стандардите помеѓу Кина, економските стандарди помеѓу Кина и еврозоната. Добро, и сега таа инфлација сега се намалува, види. Инфлацијата се намалува сега, да. Инфлацијата се намалува, таа е смирена и во еврозоната и во САД. Значи околу 2% се движи. Добро. Во еврозоната е причина намалената економска активност, меѓутоа и стабилизација на цената на енергенсите. Значи гледаме дека цената на нафтата е околу $75 за барел. Во кризата беше над $100 за барел. Но кризата си трае, меѓутоа успеа сето тоа некако да се амортизира, да го амортизира, да се вкалкулира во цените на пазарите. И во САД исто е смирена инфлацијата, за тоа што значи мораме тука да обрнеме внимание дека економијата на САД и економијата на еврозоната се сега во различни фази. Значи економијата на САД од една силна економска активност, прегреана економска активност, се враќа кон рамнотежа, додека еврозоната нели беше на рабна рецесија. Во Германија имавме рецесија, значи имавме 2 квартали поред со негативен GDP, а растот во еврозоната е околу 0% и 1%, што е на ниво на стагнација, да. И сега нели Европската централна банка прибегна кон политиката на намалување на каматни стапки и тоа што сега значи го кажуваат анализите и финансиските пазари кои што тоа што го антиципираат е дека во 2025 ќе имаме постепено подкренување на еврозоната со тоа што поголемо опоравување во 2026 година. Да. Што ќе значи тоа за нас, конкретно за Македонија? Видите, бидејќи ние сме врзани со еврозоната. Ние сме поврзани со еврозоната, да. Поврзани сме. И ние имавме страшна инфлација, некако се намали сега. Се намали, да. Сега е да речеме во природни некакви рамки. Да. Видите, кај нас ние сме во Европа и ситуацијата во нашата економија зависи од ситуацијата во еврозоната. Нели нашиот извоз е поврзан највеќе со Германија, да. Ние видовме информација пред некој ден беше објавена дека нашиот извоз помалку реализирал 300 милиони евра годишно поради рецесијата во Германија, поради намалената економска активност таму. Така да, јас очекувам и кај нас исто дека ќе има опаровување, дека ќе има сегашните бројки од околу 2 до 3% пораст на бруто домашниот производ, дека ќе оди повисоко. Меѓутоа, значи тоа ќе оди паралелно со опаровувањето на Европа. Бидејќи ние сме поврзани не само да кажеме ние сме поврзани преку фиксниот курс, значи евро-македонски денар. Така да политиките на Европската централна банка влијаат и врз монетарната политика кај нас. Да го резимираме, ако можам, нека во кратки црти, од една страна, она што ќе се случува на економско поле во Македонија, зависи се разбира од способноста на власта, од способноста на нашите компании да бидат конкурентни и така натаму, меѓутоа во добар дел зависи и од оние процеси што се случуваат во Франкфурт, во Париз, во Лондон, кои што ја одредуваат практично економската политика на ЕУ версус САД и Кина. Така. Да се надеваме и ова е добар сигнал дека работите во тој аспект тренуваат подобро, еве да барем нешто позитивно да им да кажеме на негледачите, бидејќи ова друго некако ми звучеше многу песимистичко. И сега доаѓаме до оној момент што мене ми е најинтересен, сакам да зборуваме за криптовалутите на многу важна, би рекол, како да наречам, важен дел од приказната со финансиските пазари. Многумина кај нас сакаат да зборуваат за криптовалутите. Сега биткоинот е екстремно моќен, постојано расте, кине рекорди на светските пазари и така натаму, веќе човек не може да следи до кај ќе стигне. Меѓутоа, може ли да направите вака еден мал историјат на приказната за криптовалутите и што се случува сега со нив и на каде ќе оди целата таа приказна? Да.
Видите, сега криптовалутите се одново актуелни, нели со победата на Трамп, бидејќи тој во неговата кампања имаше заложби, кажуваше дека ќе унапреди позицијата на криптовалутите во смисла на нивна регулираност и транспарентност. Дополнително тоа, да кажеме, во тоа се засили тој став, негов став, што во неговиот тим се наоѓа Елон Маск. Елон Маск, кој што е во принцип поддржувач на криптовалутите. Значи, нели, имавме негови пионерски беа неговите ставови дека може автомобилите Тесла да се купуваат и со криптовалути и така натаму. Меѓутоа, значи, ова е сега да кажеме биткоинот како еден најголем репрезент на криптовалутите, тој ги руши сите рекорди на неговата вредност. Но што е суштината на криптовалутите? Еве за оние кои што баш не знаат. Што е суштината? Тоа е алтернативен пазар на пари, така? Да, видите сега, само да кажам накратко, да кажам на Трамп кои задачи го очекува тука, после ќе се вратам и назад. Значи, криптовалутите тие веќе постојат 15 години. Значи тоа е, нели, пионир или да кажеме прва криптовалута е биткоинот. Да. Биткоинот тој уште 2009 година. Иако ги има повеќе, да. Сега ги има, да, многу има. Сега тој цел пазар вреди околу 3 трилиони, 2,7 трилиони долари, декапитализацијата на тој пазар, од кој што најголем дел зазема биткоинот со 1,6 Добро, лавовски дел, да, лавовски дел, значи тој се зголемува. Меѓутоа, мора да се каже дека во последните 2 години на тие пазари како да имавме застој, односно растот на криптовалутите, односно на биткоинот, еве ќе зборам за биткоинот како најрепрезентативен представник на тој пазар. Меѓутоа, неговиот раст во последните години и пол до 2 некако беше во застој, неговиот раст. Значи, она што се очекуваше не дојде, се очекуваше некоја вредност од $100,000 за еден биткоин. Меѓутоа тој не можеше да помине границата од $67,000 и некако почна да губат пополека, да кажеме, на актуелност. Зошто? Затоа што во основа криптовалутите постојат, значи, веќе подолго време, меѓутоа нивната се уште не е дефинирана нивната употребна вредност. Значи, тие не влегоа во тргувањето со реалните добра. Значи, се уште да се купи одредена стока, тоа е многу ретко, не? Во криптовалути. Во криптовалути, да. И натаму ви требаат кеш пари, што се вели. Не мора кеш, се разбира, мислам на парите кои што се формално во оптека. Да. Дури да кажем имаше некои истражување на тие, да кажеме, биткоин мапи во САД, каде што има во кои локали може да се плати со биткоин. Со биткоин. Дури каде што потоа имаше истражување, тоа е претежно, да кажеме, некоја вид на реклама на самата компанија, иначе самата компанија нерадо би направила трансакција во биткоин. Значи, сега на Трамп, мислам дека би му била задача практично да дефинира некоја употребна вредност, да даде некоја употребна вредност на криптовалутите. Бидејќи тие сега за сега, значи се уште се само една, да кажеме, пирамидална конструкција. Пирамидална велите? Да. Значи, добро, ова е интересен. Нивниот раст се темели само на влез на нови инвеститори. Значи, тука немаме ние создавање на реална вредност, немаме допир со реални добра, тргување, позади нив не стои ниту некоја компанија или корпорација која ниту централна банка која што би гарантирала одредена исплата или одредена дивиденда. И ги прави многу ризични со самото тоа. Ги прави ризични, и нивниот раст се темели на биткоинот, се темели исклучително со влез на нови инвеститори. Добро. Значи немаме тука создавање на нова реална. Но тоа е проблем, зарем не? Тоа е проблем, да. Проблем е особено затоа што сега веќе тој пазар стана поприлично, нели, според габаритот 2,7 трилиони американски долари. Сериозни пари, да. Стана габаритен, значи тоа е, нели, веќе се значителни износи кои што доколку би се случила одредена таму неликвидност, би можела да има последици и врз, да кажеме, одредени сегменти од општеството. Инаку сега, нели, кога би тргнале од оваа точка па наназад, мислам, самиот биткоин има, да кажеме, одредена и конспиративна позадина, бидејќи домеинот bitcoin.org тој беше регистриран на самиот почеток на финансиската криза во 2008 година. Значи, големата економска криза. Колапсот на Lehman Brothers, значи како што се случи, после еден месец беше регистриран домеинот bitcoin.org. Многу интересно. Да. А првата
поставувањето на блокчейн мрежата и првата трансакција е на 9 јануари 2009 година. Значи исто набрзо, после некои 6 месеци. И човекот кој што Кој стои позади тоа? Е многу интересно. Човекот кој што На кој му текна оваа работа? Човекот кој што го промовираше биткоинот, тоа беше онлайн лик, значи Сатоши Накамото. Значи тој издаде еден white paper каде што ја опиша начинот на функционирање на блокчейн технологијата, начинот на регистрирање на трансакциите и која е целта на биткоинот. Добро, кој е Сатоши Накамото, се знае сега? Освен Сатоши- името што звучи јапонски вака. Сатоши Накамото тој практично го ископа, така се вика, го изрудари првиот милион биткоини, значи кој што се до ден денес на негова сметка, мислам барем така официјално фигурира. И Сатоши Накамото беше активен година и пол до 2 после тоа меѓутоа само онлайн, значи на социјални мрежи, на интернет и потоа самиот лик го снема. Значи неговото барање од сите, да кажеме, заложби за негова идентификација завршија со тоа дека тој лик не постои. Во основа дека Сатоши Накамото е само онлайн фигура која што не дава гаранција дали е тоа еден човек, дали е тоа група на луѓе. Значи Сатоши Накамото може да е практично една цела организација, што мене ми е вака логично, која што избрала одредено име, псевдоним што и да е, под кој што функционирала и потоа дури исчезнува, велите, од интернет животот. Така е. Многу битно е тоа дека тие милион биткоини се уште на сметката на Сатоши Накамото, кој што значи во самиот блокчейн верига лежат на негова сметка. Кога ако го пресметаме со вредноста на биткоинот која што е сега, ќе добиеме некои фантастични бројки од 800 милиарди и повеќе долари. Да, значи кој што таа личност ја има на неговата сметка, која што е интернет адреса, значи тоа е битно да се каже, кај биткоинот тоа се интернет адреси. Самиот биткоин има висока доза на анонимност. Тоа е една од карактеристиките на криптовалутите. Па затоа го злоупотреби и овие нашиве со пирамидалниве шеми што им ги правеа на граѓаните. Имавме емисија за тоа, да. Да. Значи тоа моментално, значи таа личност или група на луѓе може да поседува огромна финансиска моќ доколку ги повлече тие. Меѓутоа интересно не ги повлекува, така тие стојат. Не ги повлекува, да, не ги повлекува. Видете биткоинот како биткоин, он си има одреден ритам на развој, потоа се уклучи и рудари кои што се или како што ги викаат копачи, кои што се фактички администратори, сметководители на самиот биткоин, односно тие ги регистрираат трансакциите. Може ли да ми објасните што значи тоа рударење? Многу мина кај нас немаат појма што значи ова, а тие што знаат, велат ќе склучиш многу силни компјутери. Да. И копаш. Што всушност значи тоа? Имавме случај во ГТЦ каде што еден наш популарен лик имаше вклучено еден куп компјутери и трошеше многу енергија за да ископа биткоини. Што всушност значи тоа? Вака пластично кажам. Видите, сите трансакции кои што се спроведуваат, кои што се со биткоин, значи купување, продавање, тие се регистрираат во пакети, кои што се нарекуваат блокови. Добро. Тие блокови ги регистрираат, односно ги внесуваат во самата верига блокчейн рударите. И за тоа добиваат награда која што сега изнесува 3 биткоини. На почетокот изнесуваше 50 биткоини, меѓутоа на секои 210.000 верифицирани блокови, односно ставени во веригата, таа награда се намалува за половина. На тој начин се емитираат нови биткоини во оптек. Меѓутоа ограничен е бројот на биткоини. Ограничен, тој треба да достигне, сега моментално има 19 милиони биткоини во оптек, нели во самата верига, а максималниот број треба да биде 21 милион. И кога ќе заврши тоа? Кога ќе заврши тоа, веќе тоа се, според оваа математичка сега логика што е, тоа треба да заврши во 2140 година. Значи има за тоа уште. Има уште многу. Добро, време. 100 и кусур години. Има уште многу време затоа што наградите на секои 210.000 ископани пакети, односно блокови ќе се намалуваат за половина. Значи сега ако имаме да кажеме, ако некој потврди транзакција ја потврди блок транзакцијата, он ќе добие награда од 3 биткоини, тоа се да кажеме по приличен износ на награда. Добро. Меѓутоа, за да го направат тоа, значи сите рудари, сите биткоин копачи во целиот свет се надпреваруваат кој ќе ја реши прв математичката сложувалка која што самиот систем ја поставува. Аха, добро. За решавање на таа математичка сложувалка потребен е специјален софтвер и хардвер.
Хардвер во смисол на јаки процесори, се тоа се јаки компјутерски процесори со нели што побрзи тоа подобро, кои што трошат и големо количество на електрична енергија. Во тој натпревар, значи, кој што се одвива на секои 10 минути, бидејќи на секои 10 минути се верифицира по еден блок, значи учествуваат сите тие Копачи. да. Кој има нели појака машина, има повеќе шанси да го ископа тој блок, да го потврди, пошто ги добива како награда и сите надомести, сите провизии од трансакциите и плюс уште нели 3 биткоини. Значи тоа е таа уствари всушност битка на копачите. Тоа е таа битка. Во која што се вклучија дури и некои македонски интересни ликови. Да. Тоа е таа битка која што се одвива, значи 24/7, бидејќи нели криптопазарот работи за време на викенди. Да, тие не признаваат празници и викенди се разбира. Цело време и таа битка, видите, таа има податоците за потрошувачка на електрична енергија се енормни. Значи негде сега проценката е дека 0,7% од светската потрошувачка на електрична енергија оди на копање на криптовалути. Да. Значи има одредени кажуваат дека податоци дека се троши електрична енергија колку цели држави што трошат за цела година, да кажеме. Неверојатно. Да. И тоа е, да кажем, еден од недостатоците на оваа блокчейн технологија, која што ќе мора некако нели во иднина да се реши. Сега што Но што ќе се случува? Што прогнозирате? Доаѓаме до крајот на емисијата, ме интересира вака, што прогнозирате во иднина? Многу луѓе кај нас сакаат да се занимаваат со оваа работа, сакаат да учествуваат, да купуваат на тој пазар, сакаат да набават биткоини или се едно етериум таму, како ги има кој знае колку. Сакаат да бидат дел од таа приказна затоа што им делува дека е автономна, дека не е поврзана со мејнстримот, условно кажано. Им дава едно чувство на независност. Меѓутоа, во кој правец ќе оди целата приказна? Видите, сега за сега, значи тие немаат самите криптовалути немаат она реална употреба во реалните трансакции, во реалниот, да кажам, во реалната економија. И мислам дека ако бидат оставени како такви, мислам дека до одредена точка ќе дое до губење на интересот во криптовалутите. Затоа што ќе мора тогаш да бидат практични, така, тоа е тоа. Да. Во биткоин сакам да си купам камера, столче, сако. Така е. Сега представува баш како што кажав, тоа е само пирамидална структура каде што одењето на вредноста нагоре со тоа што влегуваат нови инвеститори. Добро. И секогаш имаме, да кажеме, и некој вид на промоција или реклама, тоа е вака битен сегмент во криптосветот. Има и документарни емисии, имаше сега Money Electric исто на HBO кој што дадо едно видување на криптовалутите, каде што исто се шпекулираше околу тоа кој е Сатоши Накамото. Јас мислам лично дека тоа не, мислам дека повеќе беше реклама за самиот биткоин отколку дека навистина беа идентификувани луѓето. Добро, тоа не е. Да. И мислам дека сега тоа ќе биде предизвик за администрацијата на Трамп. Значи дека да ја воведат во биткоин фактички и криптосветот да го поврзат со реалната економија. Сега тука значи, има нив ќе им одговара, сакате да кажете дека на сати на Трамп тоа ќе им одговара. Видете, тука има една како да кажам пречка, тоа што криптосветот фактички самиот биткоин дел од неговиот развој е поради тоа што нуди анонимност на вложувачите. Тука можеби да кажам влегува и некои да кажеме и пари кои што нели не треба да влезат, да. Кои што не треба да влезат, значи ние видовме дека имаше одредени нели и афери со одредени нели картели од Колумбија или да кажеме од Салвадор кои што вложувале во се меша полусветот, се меша криминалот, така, апсолутно. Да. Значи анонимноста е таа што ги привлекува. Да. Значи таму може нели буквално под некое било какво име или презиме, бидејќи самите средства се линкувани со интернет адреса, не се линкувани со персона. И добро, да му давате ли на криптовалутите им давате ли вие перспектива? Иднина. Што мислите? Видите сега. Вледи ли, ова можеби и храбро да се каже, бидејќи многу ме ги интересира, вледи ли да се вложува во таа приказна? Видите, сега има голем број на криптовалути, да кажам, и јадници. Со тек на време тие ќе се намали, ќе се намали бројот. Меѓутоа, значи во одредена точка ќе мора да се расчисти со нивниот статус, дали ќе се оди понатаму или ќе дојде. Евентуално мислам дека нивно воведување во да кажам во реалниот свет или во реалните кога ќе почнат да има допир со реалната економија, мислам дека можеби тоа ќе
дека и самите централни банки ќе почнат да овие валути сега што што имаме конвенционални валути ќе ги дигитализираат и ќе ги направат еден вид на таа блокчейн технологија која што можеби ќе така ќе оди верификацијата на трансакциите. Сака да кажеш дека овие се авангарда всушност. Па видите, тоа е сево голем прашалник. Бидејќи видите тоа прашање на потрошувачка на електрична енергија до некаде ги прави нерационални. Нерационални. Ние тука имаме прераспределба на доходот само, мислам, во самиот крипто свет. Немаме тука реални да, рековте, нема дополнителни... Немаме, видите, евентуално зголемување на цената на електричната енергија може да почне да го прави дискутабилна рентабилноста на самиот биткоин. А тоа секогаш ќе зависи од овие хардвери и софтвери што ги зборувате, кои што мора да трошат многу електрична енергија. Да. Имаме тука повеќе пречки, значи повеќе прашања се отворени и нема напредок, да кажеме, веќе неколку години по тој основ. Меѓутоа, бидејќи постојано расте биткоинот, сега луѓето се како да кажам, се оснажи, рекоа сега му е мајката да се влегува, да се... Да, видите, може, бидејќи и Американската комисија за хартија од вредност дозволи тргување со на американската берза дозволи тргување со деривативи на биткоин. Значи тоа беше еден исчекор кој што беше направен. Што значи тоа деривативи на биткоин? Тоа значи дека на некој начин е полупризнание дека самите криптовалути екзистираат како релевантен фактор. Значи, бидејќи претходно официјално ни деловните банки не ги признаваа како валути. Значи ги котира, значи нивната ознака котација на меѓународните пазари одеше како да се комодити, како стока да се. Нема ниту символ како валута. Тоа беше одреден исчекор кој што беше пролета оваа. Добро, но фактот дека моќни луѓе како Елон Маск, кој што игра очигледно голема улога во кружокот околу Доналд Трамп, се заинтересирани целата таа приказна да се вообличи малце по-конкретно. Да. Веројатно и други луѓе тука сакам да кажам, има простор да се верува дека криптовалутите би можеле навистина да се префрлат во реалниот пазар, условно кажано. Тоа го очекуваат пазарите се. Затоа и биткоинот ги урива рекордите на неговата вредност. Тоа го очекува, значи по-конкретен чекор на администрацијата на Трамп за нивна реална употребна вредност на самите криптовалути, да Трамп да направи одреден потек, која што дали би била регулација, можност повеќе да во реалниот свет да се плаќа со криптовалути, очекуваат одреден потек од Трамп кој што би дал нивно да кажеме поттик би им дал. Да. Значи од сето ова што го зборуваме произлегува дека сепак треба многу да се внимава со учеството на таа берза, ако смеам да кажам. Сега тоа е високоризичен инструмент за инвестирање. Значи високоризичен таму ако изгубите никој не ви е виновен сега да сме реални. Никој не гарантира, значи позади не стои ниту една институција, ниту банка, ниту централна банка, нема никаква гаранција доколку утре блокчейн, самата верига падне или престане да комуницира со сопствениците преку... Жал ми е, у тој случај жал ми е. Нема да имаат како ниту да се пожалат, ниту да се обжалат. Тоа е проблемот, вие немате каде да се пожалите во целава приказна. Вие комуницирате со нешто што е дигитално. Така е. Не можете да јавите да речете ало банка, вака и вака, ало господине директор, вака и вака, нема. И уште една, да кажеме, уште едно својство кое што е на биткоинот е неговата волатилност, неговото осцилирање. Значи тој сега овие недели расте интензивно нагоре. Меѓутоа имаме ипотези кога интензивно паѓа надолу. Да. Нешто добро ќе речем некој па и реалните пари исто го прават, ама не во таква димензија, така? Не во таква димензија и видите кај оние што се реални валути кои што се гарантирани од централните банки, таму имаме ние во самата валута е покриена со економската политика на државата. Да. Значи кога се следи економската политика на државата, може одредено да се прогнозираат или да се констатираат дека ќе има одредени зголемување на вредноста на валутата или пад. Да. Кај криптовалутите не е така. Значи не е така, тие не зависат од економските резултати на ниту една економија. Нивното движење е повеќе, да кажеме, на изјави на тие луѓе кои што се нивни поддржувачи или кои што не се поддржувачи, да кажеме. Вака делува баш да кажем битно дали што ќе каже Бил Гейтс, што ќе каже Елон Маск, да кажеме волкот од Wall Street, Джордан Белфорд, тој е против криптовалутите. Навистина? Да. Тој кажа дека тоа ќе биде најголема измама, финансиска измама до сега. Човекот кој што е богот на измамите на Wall Street, вели ова ќе биде измама на милениумот. Да.
Треба да се Тоа што, размисли. Значи треба да се свесни тие што не сакаат да влезат на тој пазар, дека сепак креаторот на биткоинот не е официјално познат, дека е анонимен лик или анонимна група на луѓе и дека нели самата таа анонимност остава некоја доза на конспиративна иднина. Да, јасно ми е. Добро, Бојан Цветановски, член извршниот одбор на финансиски пазари на Македонија, реков, ги предупредив гледачите дека ќе разговараме за теми кои што не се баш лесни за разбирање, меѓутоа се многу важни, од кои што влијаат тековите на светските пазари, од нив па влијаат во Европа, од тие па влијаат врз нас. Мило ми е што го објаснивме ова приказната за криптовалутите, која што на многумина ми се чини исто како на мене не им беше доволно јасно. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на поканата, драго ми беше. Почитувани гледачи, внимавајте со криптовалутите. Не велам да не инвестирате, не велам да инвестирате, велам внимавајте, како и за се во животот. Впрочем, меѓутоа, па од друга страна, тој што ризикува, тој знае да успее, тој што не ризикува, тој си е тамо каде што си е и ќе си остане. Ова беше се за вечерва, утре во 15 часот репризата издание на оваа емисија, а јас ви посакувам пријатна вечер.